Барање до Советот на општина Конче. Од Пера и Султана Јаневски од Гевгелија бараме од Советот на општина Конче да ни се одобри санирање, односно порамнување на патот од Габревци до манастирот Огнена Марија со скипот на ЈПК Далакавица, бидејќи од дождот многу е расипан, а на 29 и 30 јули слави овој манастир и луѓето ќе не можат да дојдат со своите возила. Сметаме дека позитивно ќе одговорите на ова наше барање. Однапред ви благодариме. Значи станува збор за ова, треба да ви е на сите познато, одржување на полски патишта, луѓето за манастир секоја година. Од страна на комисијата ова барање беше разгледано и беше одобрено. Го ставам повторно на гласање. Кој е за? 6 за. 2 и 3 не се тука. Одсутни. Почитувани, јас Мара Николова со адреса на живење во село Ракитец, општина Конче, се обраќам до Советот на општина Конче со молба за доделување еднократна финансиска помош за покривање на трошоците за организирање на погребот на мојот починат родител Здравко Томов. Поради тешката семејна и финансиска состојба во која се наоѓам, не сум во можност самостојно да ги покријам сите трошоци поврзани со погребот. Од тие причини ве молам да го разгледате ова барање и согласно можностите и законските надлежности на општина Конче да ми одобрите еднократна финансиска помош. Кон барањето ја приложувам потребната документација со надеж дека позитивно ќе го разгледате моето барање. Однапред ви благодарам. На ова барање беше разгледано на комисија, меѓутоа немат комплетна документација од УЈП. Немат и уште доставено. Го ставам. А истите луѓе били известни дека Не можам да ви дадам одговор за тоа. Дали биле или не биле. Бидејќи нема комплетна документација, мислам нема зашо да се разгледува барањето. Да биде одложено за наредната седница? Да. Да се извести. Кој документ треба да го извести? Одредени луѓе знаете како сега да ви појаснам на сите. Стави ги у плик, пушти ги по Ристо, по Спасо или кој да, документи за општината. Се тука отвориш, ова е мислам не е било комплетно. Луѓето не знам дали се известени, треба, пошто е надвор од работно време, треба да провериме. Или Марето ако знае да ја каже дали се известени овие луѓе. Во ред го ставам ова барање на одложување за наредна седница. Кој е за одложување? 9 за одложување. Барање до Советот на општина Конче за тампонирање на локален пат до село Скоруша. Почитувани во име на црковниот одбор на црквата Света Богородица од село Скоруша, ве замолуваме и бараме од вас и општина Конче да ни излезете во пресред за потребите на село Скоруша во програмата за одржување на локални патишта да биде ставено во приоритет тампонирање на локален пат до село Скоруша на потегот од раскрсница на регионалниот пат село Лубница, село Пиперево до село Скоруша во должина од 1200 метри во количина од 100 метри кубни тампон. Истото да се предвидат канавки на одредени места одводнување на патот. Ви благодариме однапред за вашата досегашна и идна поддршка. Ова барање беше одобрено од страна на комисијата да влезе во програмата. Го ставам повторно на гласање. Кој е за? 8 за, против, воздржани 1. До Советот на општина Конче барање за поддршка во обезбедување на градежен материјал. Во име на црковниот одбор на црквата Света Богородица од село Скоруша ве замолуваме и бараме од вас и Советот на општина Конче да ни излезе во пресред за потребите на црквата Света Богородица во село Скоруша. Имено црковниот одбор во моментот спроведува активности за реконструкција на конакот при црквата Света Богородица во село Скоруша, општина Конче. За таа цел имаме потреба од набавка на градежен материјал, песок, цементо, железо и останати ситни материјали. Ве молиме доколку сте во можност да излезете во пресред и да ни помогнете при реконструкција на конакот. Искрено ви благодариме за вашата достигашна и идна поддршка. На комисија беше разгледано
ова барање беа одобрени 20.000 денари да им се обезбеди во градежен материјал. Дали имате друг предлог? Доколку нема, го ставам повторно на гласање 20.000 денари градежен материјал. Кој е за? 9 за. Барање почитувани културно-уметничкото друштво Конче од Конче поднесува барање за одобрување на финансиски средства по програмата на КУТ Конче за 2026 година во износ од 200.000 денари, наменети за учество на нашето друштво на меѓународен фолклорен фестивал кој ќе се одржи во градот Чорум, Република Турција во период од 20 до 26 јули. Учеството на овој фестивал представува значајна можност за промоција на македонскиот фолклор, традиција и културно наследство надвор од границите на државата, како и достојно представување на општина Конче пред меѓународната јавност. Нашето друштво активно работи на зачувување и негување на изворниот фолклор и со своите настапи придонесува за афирмација на културните вредности на општината. Учеството на меѓународни фестивали овозможува размена на искуства, воспоставување на културна соработка и промоција на локалната заедница. Бераните средства ќе бидат наменети за покривање на трошоците за превоз, осигурување и останати организацијски потреби поврзани со реализацијата на патувањето. Имајќи го во предвид значењето на ова гостување за промоцијата на општина Конче, ве молиме позитивно да го разгледате нашето барање и да го одобрите. Од страна на комисијата беше разгледано ово барање и беа одобрени овие 200.000 денари. Го ставам повторно на гласање кој е за. Јонче заси, 9 за, 8 за, против, воздржани, 1 воздржан. Барање за исплата на одобрени средства за програмски активности во 26-та од Сдружение на граѓани Кантакузина Конче. Почитувани Сдруженијето Кантакузина Конче ви се обраќа со барање за исплата на средствата во висина од 50.000 денари кои беа одобрени од Советот на општина Конче. Согласно донесената одлука од Советот за реализација на програмските активности во 2026. Средствата ќе бидат искористени рационално и согласно планираните активности од програмата за работа на Сдружение граѓани Кантакузина за 26 година. Активностите опфаќаат формирање и работа на ликовна секција на млади уметници, основање и работа етно-фолклорна група Конички етно Конче, основање и работа на секција за народни носи, активности за туристички развој и промоција на општина Конче, активности за одржување и унапредување на надворешната околина на манастирскиот комплекс Свети Стефан. По завршување на активностите до Советот на општина Конче ќе биде доставен целосен извештај за реализација на активностите на Кантакузина кој ќе содржи наративен и финансиски дел, како и опис на резултатите постигнати со овие доделени финансиски средства. Однапред се заблагодаруваме. Од страна на комисијата беа одобрени овие 50.000 денари кои им се по програма. Го ставам повторно на гласање ова барање кое е за. 9 за. Предлог проект. Предмет уредување и реконструкција на селската чешма и околниот простор. Со овој предлог бараме поддршка за уредување и реконструкција на старата селска чешма во село Конче, која представува дел од локалната историја, традиција и културно наследство. Проектот предвидува реставрација и зачувување на оригиналниот изглед на чешмата, изградба на ново поплачување околу чешмата, поставување клупи за одмор на посетителите, засадување украсни дрвја и цвеќиња, поставување осветлување за подобар изглед и безбедност, поставување информативна табла со историски податоци за чешмата и селото. Целта на проектот е да се зачува традицијата, да се подобри изгледот на селото и да се создаде пријатен простор за жителите и посетителите. Веруваме дека со реализација на овој проект ќе се придонесе за развој на село Конче и зачувување на нашето културно наследство, со почит жителите на Конче.
Еве за која чешма станува збор. На комисија ова барање беше разгледано, меѓутоа се одлучи да достава целосен проект со финансиски план. Го ставам ова барање повторно на гласање. Кој е за? Да се достави целосен проект со финансиски план. Кој е за? 8 за, против, воздржани 1. Барање за финансиска поддршка при спроведување на манифестацијата Меден Радовиш Мед билки локални производи Радовиш 2026. Ве замолуваме финансиски да ни помогнете со 30.000 денари средства кои ќе бидат искористени со цел подобра организација на манифестацијата која ќе се надеваме дека веќе прерасна во традиционална. Нова манифестација имаме и учесници од општина Конче кои ги представуваат традиционалните вредности и производите на здрава храна од оваа општина. Исто така минатата година настапи Кут Конче каде што се предвидени за настап и оваа година на овогодинешната манифестација. Проектот ќе се организира трет пат поред и е организирање на манифестација на која пријавените излагачи во периодот од 21-22 август 2026 ќе бидат дел од регионални туристички промотивни денови во градот Радовиш на локација Централното градско подрачје. Организатор на настанот ќе биде Сдруженијето Здрава Еко Долина со поддршка на општина Радовиш и општина Конче, локални граѓански здруженија и индивидуални земјоделци и други компании од нашите две општини и Радовиш. Од страна на комисијата беа предложени финансиски да им се помогне со 10.000 денари. Дали имате друг предлог? Доколку нема, го ставам предлогот од 10.000 денари повторно на гласање. Кој е за? 7 за, против, воздржани 2. Почитувани, повеќе од 20 години во општина Радовиш еден од најатрактивните спортски настани за младите генерации е турнирот во баскет, стритбал. Со неговото влегување во официјалниот ФИБА систем, турнирот доби меѓународен карактер, со што сериозно го подигнавме нивото на квалитет во самото надпреварување и со тоа успеавме да привлечеме голем број на млади надпреварувачи од цела Македонија и од соседите Србија и Грција. Оваа година Стритбал Радовиш 2026 ќе се одржи од 19 до 21 јуни на повеќенаменското игралиште во СОУ Коста Сусинов, каде ќе биде поставена професионална опрема, така да очекуваме уште поголем број и уште поквалитетни екипи од земјата и странството. Од причини што целокупната професионална ФИБА организација бара дополнителни трошоци од вашата општина како поддржувачи на спортските настани, бараме финансиска помош од 30.000 денари. При тоа нудејќи простор за ваша реклама на видео бим на медиумите како и во програмскиот дел на турнирот. Од страна на комисијата овде беа предложени 10.000 денари. Дали имате друг предлог? Доколку нема, го ставам повторно на гласање 10.000 денари финансиски за баскет стритбал. Кој е за? 6 за, против, воздржани 3. Почитувани, го молам горниот наслов да ми одобри финансиска помош заради печатање на мојата нова книга 9-та збирка афоризми из бистрини мисли во рамките на вашите можности. Се надевам дека моето барање ќе биде позитивно одобрено, за што сум ви однапред благодарен. Ѓорги Панов. Од страна на комисијата беа предложени 5.000 денари. Дали имате друг предлог? Доколку нема, го ставам на гласање предлогот од 5.000 денари. Кој е за? 5 за, против, воздржани 4.
Почитувани со ова барање, жителите на село Лубница се обраќаме до Советот и градоначалникот на општина Конче со молба за финансиска поддршка за организирање на селска слава која се одржува секоја година на 2.8.2026 година Илинден. Славата представува значаен настан за нашето село Лубница со длабоки културни и духовни корени, кои ги обединува жителите, гостите и иселениците. Со цел достојно да се обележи на манастирот Свети Илија во село Лубница, потребни ни се средства за организација на културна програма, обезбедување на музика и изведувачи, традиционално колење на бик за готвење на ручек. Ве молиме Советот да одобри финансиски средства со што ќе се овозможи успешна реализација на настанот и зачувување на нашата традиција. Група граѓани село Лубница. Од страна на комисијата беа предложени 30.000 денари. Само мало појаснување, председател, значи имаме донесена одлука. Со молба да ми биде доделена еднократна финансиска помош поради здравствени проблеми и извршен оперативен зафат лапароскопија. Поради настанатата здравствена состојба бев принудена да подлежам на оперативен зафат, при што се создадоа дополнителни финансиски трошоци за лекување, медицински прегледи, терапии, лекови и постоперативно закрепнување. Кон барањето ја приложувам целокупната медицинска документација како доказ за извршениот оперативен зафат и здравствената состојба. Ова барање од страна на комисијата беше одбиено бидејќи медицинската документација е постара од 6 месеци. Го ставам ова барање повторно на гласање за одбивање. Кој е за? А во ред кој е за? 5 за, против, воздржани, 3, 1 иземен. Барањето е одбиено. Почитувани, јас Атиџи Абдиева од село Конче се обраќам до Советот на општина Конче со барање за доделување еднократна парична помош поради мојата здравствена состојба. Според приложената медицинска документација кај мене е утврдена катаракта, како и други здравствени проблеми поврзани со возраст. Поради здравствената состојба потребно е спроведување на офталмолошки третман, односно оперативен зафат и набавка на неопходни медицински помагала и терапија, што представува значаен финансиски товар за мене. Имајќи ја предвид мојата здравствена состојба и потребата од навремено лекување, ве молам Советот на општина Конче да ја разгледа можноста за доделување еднократна финансиска помош согласно можностите и важечките прописи. Во прилог ја доставува медицинската документација како доказ за мојата здравствена состојба. И ова барање на комисија беше одбиено поради некомплетна документација. Го ставам повторно на гласање за одбивање. Кој е за? Повели? Значи, барањето кога се работи за некомплетна документација, информација да се каже на човекот што му фали. А доколку не доставе, тога и барањето ќе се одбие. Иначе вака може има комплетна документација, подобро нека се одложи. Ако не донесе документ, тога ќе се одбие. Иначе вака и ние одеме негде до некоја институција, па фале нешто, повторуваме се. Тие луѓе што лично си ги донесуваат, сега конкретно барање, што ги донесуваат не се укажува, треба да доставиш дополнително, да речеме сега, он не можело во истиот период да го донесе, да го достави барање ако фале уја па или било што иде. Сега за тие луѓе што не се известени, кога има такви барања со некомплет документи, уште на комисијата треба да се одстранат за да изјават да нема потреба да се стават на седницата. Ќе се информират луѓето и ќе достават што. Треба да се информират. Така и беше договорено. Да бидат луѓето известени, што им фалат некоја документација, значи после комисијата. Во ред го ставам ова барање за одложување. не се оспорени, исти овај подносител може да достави, ако не комплетно, значи ќе биде известен, нека достави, не спорно ние на наредниот совет па да донесе комплетно. Го ставам ова барање за одложување. Кој е за? 9 за.
Почитувани, се обраќам до Советот на општина Конче со барање за доделување еднократна парична помош поради мојата здравствена состојба. Кај мене е констатирана диагноза пилонидален синус во сакралната регија, здравствена состојба која предизвикува болка, воспаление и бара хируршки третман, како и понатамошна медицинска нега и терапија. Трошоците за лекување, медицински прегледи, оперативниот зафат, потребната терапија и постоперативната грижа представуваат значаен финансиски товар за мене и моето семејство. Имајќи ја предвид мојата здравствена состојба и потребата од навремено лекување, ве молам Советот на општина Конче да го разгледа ова барање и согласно своите надлежности и финансиски можности да одобри финансиска помош. Во прилог на барањето се доставува медицинска документација како доказ за утврдената диагноза. Исто така, и ова барање беше одбиено од страна на комисијата. Не се сеќавам зашо. Тоа што го правиме мабет за документите за ДКОМ. Дека треба да достават Да. ДУЈАП и сите полнолетни Сите, членови. да. Тоа се преконти тоа. Го ставам на гласање ова барање да биде одложено. Кој е за одлагање? 9 за. Почитувани, јас Елена Јовановска од село Долни Липовик се обраќам до Советот на општината со барање за доделување еднократна финансиска помош поради мојата лоша финансиска состојба. Именно со мојот сопруг Андреј сме невработиња, живееме од социјална помош со која ги храниме нашите 4 дечиња Јован, Зоран, Матеј и Хана, но со тие мали примања не сме во можност да ги задоволиме основните човечки потреби. Од наведените причини ве молам да го разгледате моето барање и согласно вашите можности да ми одобрите финансиска помош. Во прилог на барањето доставувам документација за мојата финансиска состојба. Однапред ви благодарам за разбирањето и поддршката. Од страна на комисијата беа предложени 20.000 денари. Дали имате друг предлог? Доколку нема, го ставам на гласање предлогот од 20.000 денари. Кој е за? 7 за, против, воздржани 2. Барање за финансиска помош, субвенција за исплата на долгови спрема повеќе правни лица од ЈПКД Лакавица. Во повеќе наврати беше доставување барање до Советот на општина Конче за одобрување финансиска помош и од страна на советниците. Секогаш беше поддржано и сме многу благодарни за тоа. Јавното предпријатие беше во многу тешка состојба, но со вашата поддршка станува флексибилно и во поголем дел старите долгови се исплатени, но се уште има добавувачи кои се закануваат со блокирање на сметката на ЈПКД Лакавица без која не може да се функционира. Затоа сега доставуваме барање да се подмират и тие долгови спрема останатите добавувачи за да може јавното предпријатие да биде флексибилно за работа. Ово барање е ново, да. Да, разгледувано беше ово барање на комисија, меѓутоа кажаа дека ќе надополнат со Атком и Мегасофт плюс Битола. Еве ги тука се напишени, надополнети. Молим, 2.545.263 денари. Ако ме дозволите само, значи еве јас ќе земам да ги прочитам тука што ни се доставени, значи и ЈПКД Лакавица на кој се, значи 22 октомври 308.008 денари. Евана 423, Валентина Промет 50, Автосервис Бошко 144. Значи, тука морам да кажам дека последниот пат ландините од тракторот беше расипан. На моја иницијатива имат, значи, економски оператор за поправка е Автосервис Бошко. Инсистираше мајсторот, вика, јас нема да можам да се додека не ми се отплате, значи, настојувах. Санира го ландинито и од тие причини мислам дека и треба да дадеме поддршка за овие предлози
Рики Юнор 340, Фортуна Груп 86, регулаторна комисија 65.000, Инохит, овие се за делови, значи што се зимани поголемиот дел од Инохит или Стил Радовиш, како сакате. Актива Борс книговодителски услуги 250, Липас Долни Липоик 54.000, Службен вестник 70.000, Мартина Промат 39.860, Сони Компани 18.125, Центар за јавно здравје, преска го потенцирак, значи чисто да знаете, се не знам ова 70.000 денара, за колку испитувања е, ако знае Ленчето може да ме коригира там, да. Пешо инженеринг 6206, Спинг Дойл, оваа знам дека се за камери што се од одамна монтирани или 2019 или 2020. Проанализ 83.898 денара. Ристови Гарден и тие дополнително кои што требаше да... Атком 104.000 денари и Мегасофт плюс битува... Значи, Мегасофт е това софтвера за одржување на системот. Да. Од страна на комисијата ово барање беше одобрено. Сега вие пари навлегуват ли у субвенции што ги даваме или надвор од субвенциите? Надвор од субвенциите ние имаме ставка за субвенционирање. Ленче, колку е може да... Колку предвид? Да. Вие се надвор од тие субвенции. И сметам. До сега од ново ден навам колку милиони има одобрено на комуналното помош? Субвенции се што. 1.500.000 и тие што беа по 60.000 месечно за народни услуги. Овие во февруар тие се донесени, 720, во февруар поживајте, 660 во текот на годината. Јас колку што се сеќавам на тоа барен кога го одобри, мислам дали имаше представник, не се сеќавам точно. Кога кажа дека тие пари се да се раздужат, кажа дека со тие пари се раздужат, сега изземат друзи давачки. Јас малку ми неприфатливо веќе на толку барање за субвенции на комуналното, да земе да ги наредиме тие милионите околу него, може повуќе за комуналното, отколку што ги даваме. Се субвенции. Јас не може да го разберам. Како не може да функционират наплати, сетне нека... Јас стварно веќе не ми е јасно. Тоа е премногу барање од комуналното за субвенции. Јас не знам и колегите со каква свест се гласа да се одобрат толку пари, а тие пари се на народот на општина Конче. И малку ми несватливо се толку да се дава. Јас колку што се јавам на последното барање што беше доставено, мислам ти беше присутен директор, кажа дека со тие пари што ќе се одобрат од субвенции ќе се раздужат долгото спрема фирмите. Сега ми наведете уште 2 листа долг. Стварно ми не сватливо, не знам и колегите како. Ако се завршили, значи ајде. Јас мислам оти треба веќе конечно там да се направи некоја анализа како да работите, што мислам оти вложуваме доста уних пари како општина. Мислам оти треба малку повеќе да се обрне внимание как се троши, што се троши. За мене ваа сега градоначалник ептен сега вие имате може некоја информација, ама тие се ептен јалови показатели. Толку пари таа фирма, толку пари таа фирма, толку пари таа фирма. Некако може ли без образложение сега некако цифри големи, а едноставно како не ми стои това. Мислам оти треба да се заангажира некој там финансова помош. Сега ќе ви кажам конкретно ако е това дефинирано прашањето. Финансова помош, не помош за пари да се даде некоја консултантска помош. Ваа веќе дупка без дно излева, разбираш ли? У претходно извештај, значи на колегата ваш Јонче беше дека се уплатени, мислам дека сите имахте увид прочитави дека се уплатени. Тие пари не се уплатени нити на ваша, нити на моја сметка, значи за долгови. Што се случува?
А јас си уште после нова година регулаторна кола донесе формираната цена, ви кажувак, за едно предпријатие да биде доходовно, значи треба да се на една страна, јас искрено кажувам, еве, на моја иницијатива имам закажано веќе состанок со управни одбор. Значи, да ми достават комплетна анализа, што е тоа, што е расход, што е тоа, што е приход и дека уствари ние, пак ви кажувам, значи, да не се повторувам, ако е било превработувањето сега од 28, ние имаме 16 вработи. Да, дека има големи расходи од дело на, да речеме, минималец беше 14, сега 28,6. Ние не можеме под 28,6 да го држиме. Ама ние не треба да штедеме од платата. Оред, Друго не, ми е, ама, поентата ми е друго. Разбираме се, да, само да дозволите, значи да ви кажам. Ние имаме склучено, да речеме, односно они имат спроведена јавна набавка за набавка на ретроматеријали или материјали за водоводни или какви да се. Од нова година на тука, мислам дека материјалите се дуплирани. Ти, еве, конкретно, работиш со трговија, знаеш, одредени работи, значи, до дека се отидени. Дупло од таквото. Конкретно ќе кажам за ФИС 140 цевка за одводна канализација, која е била 240, сега е 500 и кусур. Така да, зашо викам, можеби треба да ни... Ама они каква набавка имат направено, началник? Не може да варира цената ако они имат набавка направена. Сакам да кажам, еве, например, како варира? Неделно трошат, пример, 20.000 дарки за гориво. Сега е 98 денара гориво, така ли? Кога беше 70 денара и јасно е дека... Нема проблем од тај. Нема проблем. Во ред, ама еве јас сега ќе ви кажам, ние имаме склучено договор, да речеме, за набавка за деривати. Значи, у дело на тие склучени договори, они си ги ценат со нови цени влегуваат. Сакам да ви кажам, доходовно не работат. Да, еве, ако сакате како пример, Струмица, општина Струмица, не знам колку милиони, значи должат само за плата. Големите општини што имат приходи. Ние сме најниски по дело на давачките, да речеме, со најниска ставка за кубик вода, со најниска ставка, и ако не се лажам, сега веќе имате доставено управни одбор коригирана цена за подигање на смета. Ако не се лажам, мислам дека така ми беше кажено, 160 или 180 денара имаме сега, негде околу 30 денара или колку, за да се... Значи, расходите на комуналното... И 500 да го направиме ние, ако паерите не се рационално трошат, нема да стигат. Јас мислам, моето мислење е моментално, барем со оваа раководство, значи се работи домакински и коректно. Ако треба, имам видено, значи и директору знае да се качи некојаш кога нема работник на машината и он да врши искуп, да речеме, или било што и да се прави. Меѓутоа, состојбата е таква каква што е и од тие причини, пак ви викам, ако треба да ги повторам, ќе пробам од назад напред, тие не ги знам двете што беа. Ама не, това джаб ги прочиташ, това нема... Одредени, ама види, видите сега да ви кажа. Само цифра и фирма. Само еден пример, мене лично... Цифра и фирма, разбираш. Само еден пример, мене што ме интересираше, што го видех како една поголема забелешка. Актива Борс Радовиш. Викам зашто не знаех, нели, која е таа компанија, тоа е сметководителски услуги што пружат. Директорот ми вика, кога почнаваме ние да плаќаме, имаше од претходни долгови. Да речеме, ти расплаќаш долгови од 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, овие 250.000 се последните за 2 години. Значи, зашо викам, генерират се дополнителни трошкови, тие што работат со компании, знаете, ако еве у система за одржување за финанси предходно бил 4.000 денара, сега добавите се услуга од 15.000 денара. И од тие причини се генерират овие долгови. Сега, јас, тоа е моје инсистирање, значи, на моје барање, ќе свикат управен одбор, јас сакам да присуствувам, ако сакате дели од вас ќе бидат поканети, за да утврдиме, значи, пак викам, сметам дека тука има стручни лица, правници, економисти, дел од бизнес сектору, што ќе поканат. Проверејќи кога се права некоја набавка, какви цени се прави. Нека се провери това. Види цените. Не може да речеме за нив да е поскапо, за некој кој. Значи, фирмата секојаш треба да има попребни договори услуги. Не може она
да набавува, да речеме, нешто ако е 100 денара, он да набавува 150. Да, сега Тие работи нешто се пратат малку. ти си трговец, една паралела морам да направам. Кога одеш да взимаш, договараш цена со одредена компанија, што е поголемо, добавувач, буквално, или генерален дистрибутер. Ако платиш, да речеме, унапред, сигурно имаш по-добра цена. Сега, јас се доведам у ситуација на одредена компанија да кажам, ке платат еве, ние ке работиме у Ракитец, приклучок 100 метра, 200 метра, ние ке и платиме, они ке платат на тебе. Значи, на мајсторо јас треба да му кажам, расипане ландинито, знаеш, треба да се сервисира хидролико, ке ни дадеме ние пари, па ке се раздужиш тони на тебе. Значи, ова е, како да ви го кажам, мислам го разбирате, ама... Сега други е да макнат да е случај. Сега не може... Други е да макнат да е, не може Добро. да се докажат цени. Дали Да се имате други прашања? Надоврзам го тоа, па ќе кажам, на последното барање кое беше од директорот, беше присутен. Јас лично го прашах, дали со овие средства што ќе се одобрат, ќе се раздужиме конечно. Директор на комунално даде јасен и точен одговор со да. И викам, ако веќе конечно се раздужиме, јас лично кажувам ќе гласам и гласах на тие средства кога се одобрија. И мене ми малку зачудувачко сега. И прибидејќи после тие одобрување на тоа барање, вода од 20 денара направија 32 денара. Може да кажеме се 70% повисока. Која е најефтино цела Македонија? Јас говорам за мојата општина, за Момидона не ме интересира. Как треба да те интересира? Гранчанче, ние сме многу маленка општина, не може да се равниме со тие општини. Ајде, ако сакаш паралела, Само Ново да село, докажам. Ама не, ама не мора да ти кажам за да сватиш. Ќе ве У замолам Ново да се село, да речеме, задржиме регулаторно на- донесе ова цена да биде 48 денара. Ако донесе за 27 и за мене е многу, искрено. Меѓутоа, за да не се доведеме во оваа ситуација, пак да викам, ќе ви кажам еден пример драстичен. За 25-та ли беше или за 24-та. 240.000 денара правиме трошок дединската пумпа, фактуриран дол 80 или 90, наплатен дол 30. Што вика советник говорат, треба да провериме дали е наплат. Значи, удело на наплатата мислам дека е зголемена од причини што тука има и адвокатски услуги. Значи, дава се опомена, не исплаќаш извршител и натаму. Значи, од тај дел тука да нема. Пак ви викам, сега, јас това сум го кажувал и за 3 години. Мене некој ако ме пита што треба да направиме, у Долни Липокеве за некој ден, надевам се дека ја пуштиме пумпата, таму дека што можеме предвидееме фотоволтаик, там нема да плаќаме струја, и имаме и втора пумпа што веќе работе. Арнома, еве у моментот удедено, значи немаш урбанистички проект, одобрение за градба, немаш, значи треба да правиш 350 комбинации за да дојдеш, за да бидеш економски исплатлив. Викам, тебе најпростата математика, не треба да е некој економист, како да ми ја објасне оваа математика. 240.000 процесуиран долг, 30.000 неплатен долг. Ама данче ние излеземе малку надвор од и од барањето за темата. Дали Пошто- имате други прашања? Бидете Председател, да коректни, догажам. ќе ве замолам. Значи не можам да гласам за потребно барање која лично самиот директор даде јасен одговор дека повеќе со тие па со таа средства ќе се раздужат. И сега повторно 2,5 милиона сума на пари. И околу водата, може ќе видам грешка разберен, што спомнанели за струјата што покачена. За мене водата е нерегуларно покачена за сите села исто. Не може некоја село доаѓа по природа, Не си управо. по природен пат да плаќа струја и за друго село. Да разговараме за оваа барање. За барањето, тоа е се во склоп на барањето, Во председател. склоп, разбираме се. Пари се Вие сте дават. регулаторна врз база на одредени испитувања формира цена. Не е дали советникој од Ракитци Да, и тоа најлесно беше да се земе под регулаторна да се даде да биде да одлучува да за се земе, водата. това е законска обврска сега. Тие работи да ги разграничиме. Не даваме ние овластување на регулаторна да донесува цена, туку законска обврска е на регулаторна да донесува цени за водата, за комуналните... Уште ваа да го кажам и ќе се подржам повеќе. Јас мислам оти грешка ќе гласате сите што ќе гласате за. За мене е неприфатливо. Твое мислење. Пошто требе, мислам редно веќе што спомна и колегата, дај или нека влезе там некој, нека видиш што проблему, или нека да се пушне некој студ, да видиш, това не може толку пари даваш, нема.
се излеват нови долгови. Сакам да укажам на мисламоти не треба да секаде исте водата. Значи пазарната вредност ја кажува потрошувачката. Значи ако дедино потрошувачката на енергија висока, ние не може да имаме иста вода како Липовик или како Ракитец или како, значи мора да има доходовност. Бар позитивно нула да се прави ако не е доходовно, разбираш? Не може сега ние да правиме 80.000 200.000 зијан, 80 добив, взимаме 80, а даваме 200. Мора према това да се направи пазарната логика. Не можеме ние, градоначалник, да го покриваме сите сел дедино. Значи, мора кубикот да се пресметува според трошците. Ако трошците са по-големи у одредено населено место, водата не треба да биде иста цена. Мора това да се направи математичка логика. Значи, економистите да направят математика, мора да има бъде позитивна нула. Ако веќе не да ги теретаме луѓето, мора да се покрива бъде да не сме зијан. Иначе сега ние да му дадеме сега и 5 милиона, он за 3 месеца па дедино 1 милион китера. Ке направи. За 5 месеца по 201 милион. Ама ние сме се изборили, аз пак викам. Значи, имаме направено една фотоволтаична централа в Долни Липовик, сега втората што ја проектираме, пак са фотоволтаична. Сега јас за жалко мислам дека 94-та или 5-та прави се во вода, не е имало и таква технологија, тогава не е можел никој да предвиде дека ќе дојде на овај начин. Па ви викам, еден од примерите што вика Ристото советнико, не ми е јасно, за да ти е јасно, това се случува, значи. Нереални трошкови, што не зависат од пример, ако да одеме хипотетички, сега има 16 вработени, ако 14.000 ќе било платта минималецо, не е можело да има потреба, а не е требало да има потреба ние да субвенционираме сега. Така да, тие се реални работи. Еве, јас да не биде само... Да се провери, да се види дека нешто има работа. Јас приликата искористувам. Значи, закажакме управен собственок и јас да видам пристојно, ако сакате ќе повикаме дел од вас, за да се укаже, верувам силно тие луѓе што се избрани таму, значи стручњаци се секој во својата област, да даде стручно мислење дека уствари е проблем. А ние сега, например, еве ќе ви кажам, ако не го плате комуналното долго на автосервис Бошко, нема да може да добива услуга, нели, што е многу нормално. 423.000 евана, ако не ја плата, значи утре ќе удедено склопка да ќе исклучат, нема вода. Сега, ова не го барам за ние да си поделиме ваучер, што ви речел колегата, него ова е тук сервисиран долг, што треба да се платат. За граѓаните, апсолутно, да. Това е така 20 години, не може така да продолжи. Согласувам се и со тебе, еве викам, нека или дајте може слободно за на наредниот совет да дадете еден концепт, речејте ако е некој од вас тука има луѓе што работи и бизнес и нели повеќе сфери, да дадете некој предлог, јас гарантирам јас ќе го поддржам. Кажак, еве кажакме и на советнико, у моменту имаме распишан оглас, некој менеджер, ако се осеќа поспособен од директорот, нека повели, нека рече совет, градоначалник, ова немаме потреба од него, ќе го отфрлеме, ова немаме потреба, за ова нема потреба законски да бараме, значи активен оглас има секој шестмекца. Секој еден менеджер кој ќе се осеќа, чувствува поспособен, може да повеле слободно на моје задоволство, значи и да воспоставиме ред. Целта ми е да ние мораме да испорачаме услуги за граѓаните, мораме да внимаваме тие граѓани да бидат достапни и реално прифатливи, меѓутоа се она што е настанато како долг и како трошок мора да се плати. Толку има, благодарам. Повели Серхан, значи Како советници осеќаме се како искористени. Сакам да кажам, значи они како се имат проблеми, ние се мора да дадем заради граѓаните, разбираш? Нели како и вие, ние сите сакаме граѓаните да бидат задоволни. И сега таа слабост како мора да дадат, разбираш? И това често се случува кога додат од океанот викат вие мора да дадете. Абе чекај ние, што сме ние, центар за социјални грижи. Значи мора да извадиш да печалиш пари, бе човек. Не можеш само да толку, не говорам и јас повеќе. Значи, наша работа, јас тоа сам го кажувал претходно. Советот донесе одлука, јас го менеджирав целиот процес, набавиме возило за да можат и вршат работа. Извршиле работа на приватни лица, земале 20.000 арки. Еве сега постапка е значи набавка на
на приключна механизация за сечение, кастрение на гранки, допълнително изкуп да се върши. Значи все са единствена цел да може да нудат допълнителни услуги и да взимат пари. Най-добро е, когато ќе бидат особени, самите да си заработват пари, да немат потреба. Меѓутоа, ова ќе ви го кажем, значи гарантирано, не само општина Конче што дава подршка, јас се на прилика да кажах, 23 и 24 беше општина Конче 6000 евра плати у еден момент даде, ова беше голема разликата у електрична енергија. Сите општини имат, да. Точно ли се деца на нас да речеме така? Нормалните предприятия, на било кој начин. Општината, ама не е уред това без Разбирам, да. И се съгласувам дека треба да се направи одреден, пак ви викам, сите от вас, тие што имате услови и можности, има активен оглас, мислам дека е се уште активен, повелејте и да се менаджира, а ние како, и аз како началник директор съветници имаме обврска, значи да даваме максимална подршка и да коригираме там дека ще трябва, да успоруваме това, што не е уред. И аз пак ви викам, последния пак, значи не сме били нити аз пощедвам, нити удобни пък имаше контрола да се прави текъл на всеки контроли, удедено имаше контрола, утвърдена дека неколко приключици се утвърдени како незаконски приключици. Но taj дел това е сега, как да кажем, ние не сме дигнали раци да даваме на гражданите услуга без пари, па ќе ги даваме само субвенция. Не. Паралелно и континуирано се върши, значи контрола и законските работи ќе се ги изпълнуват от комуналното, а нашия контрол може да помага. Може ли да се Серхан? Добре, само да разясваме някои работи. Комуналното за 25. Одобрени са средства 25-та година, ако не се лажам, отек на 25-та, пошто извеща има 26-та година за уназад една година, 4,5 милиона. 4 милиона и 500 хиляди денара. Во 25. Во 26-та, во нашия мандат, одобрени 1 милион и 500. Значи тук за години и пол са одобрени средства от Совета на община Конче 6 милиона. Сега се бара, како што каже и колегата, било поставено прашање на директора и директорът кажал не, уште ова и готово, завършваме. Сега пред нас пак има баране 2,5 милиона денара. Комуналното што викаме дека не на некој начин не е рентабилно, не можеме да дојдеме дали од цените, дали од трошковите. Значи комуналното, особено за водата, освен хлор да фрлат, значи не инвестирале ни за резервари, ни за нищо. Комуналното има ли инвестирано во смисла да изградат некоја резервар или во кој стил? Резервуар не, ама во тој стил. Тековни поправки, кој ги върши? Тековни поправки, да. Еве ќе ви кажем, сега от село Ракитец извърши се замена на неколко вентили, тия со голем цол. Вентил не знам сега, да не карикирам со бројка, това не съм го ясно направил, него направил съветник. Вкупно за тези вентили 1 милион денара има за тендер, не ли? Чек сега. Значи не е се кой знае колко сума направи. Добро, айде. Значи комуналното, овде што ги имам пред мене, значи бројки, цифри, 25-та година. 25-та година вкупен приход комуналното има 16 милиона 444 хиляди денара. Вкупен разход има 15 милиона 190 хиляди. Добивка комуналното има 25-та година 1 125 хиляди. Значи добивка за 25-та година. Одаме следно. Краткорочни обвръзки. Само момент да найдем това. Вкупно обвръзки. Краткорочни обвръзки. Комуналното 25. Има обвръзки 7 милиона 692 хиляди. А вкупно побаруване от клиенти 2020 година има 8 милиона 330. Скоро, значи, тук имаме около 600-700 хиляди разлика. Шо комуналното, кое ќе ги обезбеде тие побаруване от клиентите, значи комуналното ќе биде во добивка, значи, мислам, ќе има плюс пари около 600-700 хиляди денара. И сега, от која причина не биле наплатени тие? А тук се работи
Не се работи како што викаме цело време, кога што се појавува представници од комуналното. Да, тие беа од не знам која време, значи тие долгови. Значи тука градоначалник пред мене, значи разговаравте и има почет према вас. Што цело време. Ама дека има 10 минути, ние поминални 2 минути мислам. Ставам, ако држаме предавање по односно образложение по 10 минути, ќе треба до утре сабајте да продолжиме. Значи тука имаме не се исплатени најверојатно дали за вода сметки што било од самите клиенти. И сега од која причина што не били исплатени, тоа не знам. Ама значи да биле исплатени од клиентите тие средства, значи ќе имаше комуналното тие поборување да бидат исполнени 8 милиона 330 илјади. А вкупно обврски има 7 милиона 692 илјади. Значи овие се по завршна сметка од јавното предпријатие податоци. Не е некои измислени. И сите тие обврски, не ги пишува дека обврските се мислам од кој знае која време, краткорочни обврски се. Како се позавршна дека се краткорочни обврски? Значи овие податоци се од јавното предпријатие, не викаме. Како викаш позавршна сметка, како ви Па сигурно од позавршната сметка се направи. Од шо? Од шо? Шо толку? Шо толку на страна? Чекай малку само. Значи сега имаме... Ами шо са без набавка, такви са и какви са? Добро, ајде продолжи, слушаме те. Сега, значи краткорочни обврски, тука долгорочни обврски нула. Краткорочни обврски 7 милиона 682 илјади денара. Како? Шо кажа? И сега викаме дека долгови не знам од која време. Значи тие долгови се од сега последните неколку години. Не се кој знае од која време. И ние сме даделе многу поддршка на тоа јавно предпријатие. На крајта само се појавува некако, еве, ќе не може да функционира, во Дедино нема да има вода, не знам каде нема да има дадена услуга, секако некако како советниците се криви за сето тоа. Ама не сме ние криви. За некој недомакинско однесување на некој лице се доведено до тоа. Дали завршите и дали може да бидам краток, значи 1 минута повеќе, ако треба. Прашањето за вас, советник. Вие тука спомнахте околу 4000 субвенции за 4 милиона 400 и нешто, така ли? 4,5 Добро, 4,5. Добро. Сега, дали вие за 25-та имате информации према економски оператори колку има заостанат долг, што не е било 21-ва. Јас многу пати сам го кажувал на оваа говорница, бидејќи сега се доведуваме во ситуација само да се правдаме. А за кој знам дека вие подобро и од мене сте запознаени. Значи, само на еден економски оператор јавното предпријатие 4 милиона било должно. До 21-ва. Сега тие 4 милиона, ако не се биле задолжени, овие ние тук што ги викам 2 милиони, така, значи најверојатно ќе се биле сервисирани. Разбираме ли се? Значи сега да не се доведеме ситуација, тај што вие викате, ама како е било до 21-ва. Јас говорам за од 21-ва на тука. Само на еден економски оператор, значи, што добавува средства е 4 милиона. И јас лично сам се залагал, а и вие знаете добро, дека да не ја блокира сметката, ќе се раздолжиме. И да, точно благодарение на Советот, лани сме се раздолжиле, дел останало и ваа година. И тие пари, пак викам, да, и ќе се согласам со вас дека треба да видим и тоа го по 5-ти пат потврдувам. Еве сега имаме избрано нов состав управен, нека ни каже, и јас не сам експерт, да речеме како луѓето, нека ни го кажете, извинувајте, тука имате скапо ви е водата, скапо ви е струјата, не знам што ви е скапо, нека ни го кажат да се движиме по тие насоки. Иначе, сето ова ви викам, ако не се е исплатило, а морало да се исплатил, ти човек ти задолжил, постапката е била каква е била спроведена, имаш задолжение, имаш испратница, доставена фактура, опомена на време, значи тие од 4 милиона... Каква е таа фирма што дава 4 милиона долг? Епа, сега... Добро. Благодарам. Пошто дадовте збор и на градоначалник повеќе пати, и јас да се јавам два пати. Значи, не може секогаш,
кој ќе имаме точка пред нас барање за субвенција, значи цело време за долг, не знам од која време, и не знам за голема сума ќе биде проблем за функционирањето на самото предпријатие. И цело време нас да не доведете ние да имаме сочувство, емпатија, значи за да може како да се функционира. Значи, кажете некој од нас, дали ќе после овој долг кој ќе се расчисти, дали ќе има утре друг ден пак пред нас субвенција да не се бар. Пак ќе има. Една минута, пак јас ќе да. Еве, јас ќе ви кажам директно, пак јас ќе предложам у буџетот да влезат средства за субвенционирање, меѓутоа како што кажа ќе преска, за да се разбереме, да набава, ако има потреба дополнително уште една машина, да набава нисконосеча, за да не плакиме по 5000 евра за сервисирање, бидејќи некој експерт утврдил дека таа машина што ја користат комуналното, треба да се транспортира на возило. За таа цел го набавиме и апликацијата Киперо, значи за да може брзо, лесно и безбедно да функционира таа машина. Ке треба да предвидиме средства, значи ако треба се модернизират, да не биде, да речем поголемите градови имат набавено металки електрични. Значи ќе предвидиме. Јас ви кажувам дека јас ќе инсистирам да предвидиме да, меѓутоа доколку не можат да изнајдат економска оправдано функционирање, значи наша обврска е да даваме сугестии, предлози, идеи, планови или шо не. Арно, пак ви кажу, наша обврска, бидејќи тај сервис не е на граѓаните у Ињево, значи од Дедино на тук на сите наши населени места. Благодарам. Проблемот не е механизација. Доколку нема дополнително. Значи проверка на луѓето таму как функционира, што функционира. Иначе тие сите машини се купени така што они да не скупили нешто. Немате да одбасите. Сите машини се купени преку форми, преку. Добро. Значи ние се даваме на никамони, џабе со нови машини покажија се живи. Добро, тоа е ваша мислење. Ама не е моја мислење, значи тие машини јас сум бил управител кога се набавени. Гледам со таа машина се за неа. Добро. Не бива. Значи мора там ред да се тури, това не бива веќе. Па не може да се воздржува, как ќе користам? 100.000 евра машина посрага за 2 години. Човекот е век работи слик. Мора ред да се тури, од негде да се почне, това не бива веќе. Добро. Дали имате другите прашања? Доколку нема, го ставам на гласање. Барање за финансиска помош, субвенција за исплата на долгови спрема повеќе правни лица во износ од 2.545.263 денари. Кој е за? 5 за, против, 2 против, воздржани, 2. Продолжуваме со друго барање. Барање од Сдружение на пензионери на општина Конче за одобрување финансиски средства за опремување на клубот на пензионери во Конче. За во клубот на пензионери имаме потреба од лаптоп 24.999 денари, принтер 6.999 денари, тонер 1.938, глувче 219, плинско решо 1.599, клима уред 40.709, плинска боца од 12 литри 4.000 денари, или вкупно 81.463 денари. Во прилог на вашето барање доставуваме профактура за бараните средства кои можат да се префрлат на дадената жиро сметка. Поради долгите бирократски процедури не сме во можност да доставиме профактура за плинска боца. За позитивниот одговор на вашето барање однапред ви благодариме. Со почит и многу поздрав. Ова барање беше разгледано на комисијата и беа одобрени овие 81.463 денари. Да, надвор од програмата е ова барање. Ако треба кратко образложение, значи станува збор, ајде да некој го исклучи. Значи станува збор за опремување на пензионерски центар, што е тука у склоп на зградата на здравството. Да. Значи, некој имаше и на комисијата прашање, нели го опремуваме, да не опремуваме центар во Лубница. Останува, значи,
Конче не е опремен, Габреци не е реконструирана се уште таа просторија што е предвидено и мислам дека сме завршили. Благодарам. Дали имате прашања? Јас искрено сум зачуден веќе со тие некои барања. Мислам дека они во програмата има наведено за опремување на домове. И сега да се достави друго барање, ме малку веќе надвор од контролата на програмите. Ако имале потреба да го достават, требало се тоа да го достават во програмата. И мислам дека треба веќе да и се дадат до знаење на сите здруженија што ги тражат, да си го направат програмата на време, после надвор од програмата веќе да не се траже, нон-стоп само тражат. Малку несфатливо веќе за мене. Јас знам и за, например, и колегите што се гласале во комисијата, треба малку да се разгледа, да се размислува малку, да се види да таа програма колку там средства одобри име. Во програмата се сеќавам да имаше спомнато за опремување на дом за компјутер, мислам да имаше наведено. Не, носам таа програма, сега ли Ленче? Следниот пат ја донесе. Ја донесам, ја денеска носех на Live Star. Сеќавам се. А Ленче, ја денеска носех на Live Star. Носех ја. Ама не дојде представник. На кој да презентирам? Опремување. Ама треба да имаме. Опремување. Ќе донесам. Кажувам ти. Ајде нека да. Дали имате други прашања? Само кратко образложение. Да, точно е, Ристе, имаше за опремување на пензионерски дом, ама кажак ми, набавка на клима во село Лубница, не и во Конче. Ја најдам, Значи, јас това. сабали ги заврши програми, ќе најдам, ќе донесам. Не, па за тоа. Благодарам. Дали другите имате прашања? Доколку нема, го ставам повторно на гласање ова барање за одобрување 80.463 денари. Кој е за? 5 за, против, воздржани, против? Вие сте сега против? Против 1, воздржани 1 и 2 одсутни. До Советот на општина Конче предмет барање фолклорниот ансамбл Цветови дети на општина Конче бара да се префрлат одобрените средства за покривање на останатиот дел од 70% на фактурата за превоз на учество на меѓународен фестивал за народни песни и игра во Лидо, Република Италија во износ од 100.000 денари. ФА Цветови ќе настапи на втората фестивалска вечер на 28 јули на 56-тиот Републички фестивал Илинденски денови 2026 година во Битола. Потребни средства за превоз 20.000 денари. Вкупно потребни средства 120.000 денари. Овде има фактура извршена услуг превоз на патници игрорна група на релација село Инјево, Лидо Диасоло, Италија и обратно. Вкупно 152.696 денари, а ова е известување, почитувани со особена чест и задоволство би сакале да ве информираме дека е прифатено вашето учество на 56-тиот Републички фестивал на народни песни и игри Илинденски денови Битола. Вашиот ансамбл е предвидено да земе учество на втората фестивалска вечер 28 јули, вторник. За таа цел вашиот ансамбл потребно е да допатува во Битола, да реализира генерална проба, да се смести во договорениот сместувачки капацитет, да земе учество на втората фестивалска вечер во 20 часот, оркестарот да земе учество на манифестација Ехо од Дамарите во 22:30 часот, да замине од Битола на 29 во 9 часот. Во рамките на дописот ви доставуваме договор за учество кој што треба да го потпишете, еден примерок да задржите за вас, еден да ни доставите на адреса Битола. Договорот ќе биде полноважен по освојување на програмата од страна на Советот на фестивалот. Ајде те молам, Ленче, ако сакаш да се дообјасне малку околу формулирањето на барањето. Значи, дневната програма на самата комисија и прегеска. Првата одлука која ни беше барањето доставено за това беше за дополнување на средствата ли? Значи,
147.000 по правичната програма, која што доставија во месец јануар таму како беше. Добро. После имат 150.000 на претходната седница, значи дополнување анекс на програмата, или вкупно имат 297.000. Од тие 297.000, 150.000 по анексу на програмата им се исплатени на 11.6.2026 година. Патувањето за Италија беше после тоа и сега они барат средства од 120.000. Предпоставувам дека средствата се од тие 147.000 и да им останат уште 20.000 до крај на годината. Сега, јас и некој на комисијата кажах, ние имаме пропуск малци направено. Оваа година беше, значи, ради трезоро, ради програмите, треба да се достават. Што предлагам за наредната година? Значи, конкретно на фолклор здружение, одобрување 300, 400, 500 милиони, колку да е, и да си ги испланират сите активности. Сега, поштиле ми покана да одам за Италија, јас ќе треба да ми обезведе сојата дополнително 160.000. Не е во ред и ние ќе се доведеме во ситуација или да донесуваме одредени неправилни одлуки или да... Значи, наредната година здравје донесува се равномерно и за две имаме здружение, здравје Боже, ако има и трето, и за трето. И нека си ги планират активностите. Моја одлука, односно став е, остатокот од средствата што ги имат у програмата да ни се доисплатат, они нека си ги планират активностите до краја на годината. Тоа јас го спомнав. Сите здруженија што преги, како пензионери, дали на волина жени, дали се, нека се испланират програмата и толку. Крај. Повеќе не може да тражат. Видите? Претерано се ќе го тражат. 150. Останало Не, 104. Они се по програмата. По програмата сам, што речете началник, што ќе направат они 25 или... Да, што ќе останат. Сега, пак викам, и менаџерскиот тим треба да се испланира. Сега, например, ако одеш 3 пати за Турција, не ти стигат 200.000 И он треба да си има програма, што ќе прават тековната година. Па тоа го викам и јас. Значи, чисто сугестија моја за наредната година ќе е така. Мој предлог е остаток од средствата. Нека се донесе одлука да се исплатат, они како се раздужат, што ќе прават и што ќе функционират за поназамо. Сите 140 милиони. Да. За сите да важи така, и за Значи, пензионери, и за уни на жени, да за сите здруженија што да разговараме за оваа барање, значи предлог е да се исплатат сега останатите нивни финанси и средства по програмата. Значи по програма и остануват уште 147.000 денара, а они од тие 147 нека се ги распределат на кој треба да се одолжат, нека се одолжат до краја на годината им си тие пари. Това е така, малко избрзаемо буџетот која ние предвидееме да рече 5 милиона за здружение и как ќе распределиш? Ќе спае. Толку. Добро се, така Малку викам така. избрзаемо буџетот. Да. Година, Година, Во ред, го ставам на... Дали имате забелешки, друго нешто? Го ставам на гласање ова барање да им се исплатат останатите средства од програмата за ФА Цветови. 147.000 денари. Кој е за? 8 за, против, воздржани, 1 воздржан. Дали имате советнички прашања? Повели? Градоначалник, на минатата седмица, дали поминат веќе и после ви прашање во врска за пат Конче Радовиш. Што беше дадено збор од страна на сегашниот министар за транспортни врски. Вие кажевте дека тоа е под надлежност на владата и дека што е потребно ќе разговарате. Дали имате нешто осварено контакт со министерот за транспортни врски, како што имаше изјава дека ќе се почне од прилика од март, дали се работеше март 2026 или за некоја сосема друга година март? И сакам, ако имате некоја информација, да споделите со нас. Да, точно. Мислам дека беше
претходната седница, не оваа, следната. Да. Значи, остварен е контакт од страна на Министерството, ми е кажано дека пато регионален Конче Радојш е ставен во програмата, значи одредени ставки, проектирање, ревизија, избор, проектантска куќа и ќе се реализира. Кога ќе се реализира, не добијак. Дали ќе се реализира 26-та, значи не добијак прецизен. Значи, тоа можеме ли да имаме очекување во текот на нашиот мандат, ние како советници, вие како градоначалник, дека има шанса да се стави Мојот став е, крај на сето тоа? мојот став е, значи, пато што го има одено еден претходен премиер, овај пат што е тема на разговор и регионалниот патен правец до Штип, значи да успееме да ги направиме, мислам дека ќе бидеме најуспешниот состав. Искрено, и јас това го посакувам, а дали ќе можеме, сега не скромно, како да ви кажам, гарантирам, ветувам, значи тоа ќе каже времето. Јас што е уделот на моите ингеренции, значи вршам максимални напори за мене и сметам за сите граѓани, приоритет е, секогаш сум го кажувал и у било кој изјава или дека и да е, на општина Конче приоритет му е инфраструктурно патно поврзување со Штип, Радовиш и Струмица. Не, добро, сепак мислам треба да имате чувство на морална одговорност, пошто тоа беше, таа изјава беше дадено, ако не се лажам, во теку на кампањата пред локалните избори. Апсолутно имам чувство на одговорност и за тоа викам. Еве, јас во рамките на мојата можност ќе видам пресреќен ние како состав, значи избрани лица во нашиот мандат овие 3 патни правци да ги реализираме, значи ќе биде најголемото достигнување на општина Конче на сегашниот. Следно прашање во врска за сообраќајната несреќа, што се случило пред неколку дена. Тоа мислам дека ако не е мината недела. Ќе треба до МВР да се обратите. Јас не мислам дали има некоја. За која сообраќајна несреќа? Комето. Зашо до МВР да се обратите? Не се сообраќајна несреќа. Податоци ли сакате? Да, точно. Службено возило Комбе има се случајно сообраќајна незгода, за среќа не е имало повреди, значи се е мала материјална вредност и мислам дека мислам санирането, мислам сервисот на самото возило ќе биде. Не, решение ќе има со европски прашалник. Значи така нема да биде опфатено со одржување на возило нешто. Условите, значи што подразбира сообраќаен, односно европски прашалник. Доколку двете странки кои ќе учествуваат во сообраќајната несреќа дадат согласност, осигурањето да го покрие, нема проблеми. Што кажавте до МВР да се обратим, мислам, МВР е запознаено со сето таа сообраќајка, така ли? Да. Добро. Последно прашање, само сакам да поставам, значи, на неколку мислам, седници, кога бевме овде присутни, овде гледам и беше присутен командерот на, мислам, председателот на доброволното противпожарно друштво. И така да, за нив... Само да го дефинираме, да не спотам. Беше присутен командерот на... овде. Мислам, надвор, во општинската зграда, мислам. Добро. Председателот на ДПД на Мантово. Да. Значи, колку што сум запознаен, за нив им е обезбедено како канцеларија, сепак, нели, за да биде, мислам, достапен, барем како работно време. Значи, канцеларијата, овде што беше поронешено канцеларија на ЦСР Радовиш. Да. Така? Да. Колку што знам, таа просторија донесена одлука за трајно користење од страна на ЦСР Радовиш. Да. И таа одлука е донесена од Советот на општина Конче. Да. Јас сум бил присутен на сите седници, не сме донесли ние одлука за повторна одлука за користење на истата канцеларија, истата просторија од некој друг правен субјект. Добро. И колку што
знам, во истата канцеларија има компјутери или разноразни, мислам, дали принтери или клупи, бироа, што е во собственост на МТСП. Добро. И сега, кој има дадено на нив тоа право и дозвола, дали сте вие тој, Јас сум, да. директно без одлука на совет. Точно, И дали према вас, тоа е како без да известувате, па и не знам дали имате известува на ЦСР Радовиш или Министерството, што користите веќе отстапена, трајно отстапена просторија Да. на ЦСР и према тоа и исто така што има компјутер или било други некои работи што се во собственост на Да Министерството. те посоветувам да скратаме темата, бидејќи кажеме да бидеме поднеси си представка доколку сметаш дека е издржано и нема. Зашо да поднесам представка? Што имам врска? Сега, Јас да гледам, сакам одговор. Па викам инсистирам, зашо те дајте, не е фер, некои луѓе стварно може да имат потреба да порано да завршиме. И некои луѓе заслужуваат јавно и одговор. гласно. Да, јас сум дадел согласност бидејќи од донацијата од Англија имаме вредност со возилото повеќе од 200.000 евра. И јас одговарам за материјално-технички средства како и каде ќе бидат чувани. Да, во таа просторија што спомнуваш, точно и мало е претходно. Сега утре да дојдат од твојата претходна фирма дека што беше вработен, организација, одма ќе ја отстапиме, не е проблем. Ама вие да го стапите, значи тоа треба да биде Добро, за па ја некој. кажах ти улеснах ти ја дека ото поднеси представка, може па ќе реализираш нешто, па валјда да нешто ќе биде. Дали имате другите прашања? Прашањето беше да се хранам, јас да се надоволам сами. Значи, да се борите патот да не остане таков како што е. За кој пат правиме малку? За регионалниот пат. Радош Да Конче. биде поширок. Патот сега што толку граначалник, јас се најмногу излочих за патот. Патот ќе беше 3,5 метра до Конче. Знам, секоја 6 за тие Министерот што да даде. донесеме пешки до Прусов дол. Јанакиевски пешки до Прусов дол да даде 1 метар. Иначе патот 3,5 метра ќе беше. Стопираваме го на Ингимо и това го сечеја. Да не се доведеме до ситуација повеќе од кешова сега, а уствари значи, барем да биде двосмерен. Да збира комот од две воза. Значи, ево каза Јас се најмногу Да, мотивиран, за- знам како во работа. за патишта од тоа што до сега го имamo видено, ко финансира институција, да речеме Светска банка, Европска банка, случај беше со пато од 1050 метра Ракитец, значи главната улица. Значи, минимум, точно е тоа што го кажуваш ти, јас сум сведок дека е било така, кој е бил министр Милјане Јанакиевски во поста, вие сте го носиле и благодарение на тие заложби еве останале позитивни сеќавања. Значи, регионален патен правец под 5,5 метра никој нема да дозволи да се гради. Значи, тај е некој стандард кој што е предвиден како минимум. Кажав би го случајот за Ракитец за улицата, финансирана од Светска банка и ни беше укажено доколку и за тоа на одредени места дека што имаше тротоар по правило кој е било метро и 50, значи тротоарот беше 50 за единствена цел да вклопиме улицата. Така да у тај дел мислам дека одговорот Они финансираат, они ќе разпишат на папер да не се согласни да биде. не, јас мислам Другите прашања други? Граначалнико. Граначалниче, јас имам малку една реакција од некои нашите граѓани, нели, колку знам, нели, готото тога од Ракитец, и вие сте, нели, од Ракитец. Гледам дека игралиште осетува на покриеното земја. У Ракитец. Старото, да, игралиште. Мислам сигурно од фирмата што го копа, нели, канал. Дали некој дозволи, нели, дам да се остане или ќе остане така? Преска го кажах и неколку пати и вие знаат сите, да речеме, од село Ракитец, во моментот се изведува градежна активност уредување на речно корито. Се до моментот таа е најблиска станица тука, така кажано, дека што може да се одлага тај материјал ископан. Во моментот кога ќе биде завршена ситуација, значи тоа треба ќе биде у правобитна состојба. Во моментот се таму одлага бидејќи немаме на друго место дека. Да, Да.
Друго нешто сакам да питам. Знам оти и вие сте запознаан и лицето, нели, човекот реагира и до мене, дали можеме некако совет да изреагираме, дали може да се преземе нешто, искрено да кажам и јас имам на исто место на тај дел ниви, околу 2 декара и морах, принуден бех едно 10 години веќе да ги напуштам, да не може да го сеам, со проблемот кравите од друго село што се дешаваат, како го Крива Паланка што се дешава. За одек стануваат? За Обатак Мале. И мислам оти лицето човекот ми кажа дека реагирал и до вас, дали може да се преземе нешто. За има реакција, да, јас во рамките пак викам на нашите ингеренции, точно е за Обатак Мале, за стока што не посетува од соседна Белина, да. Беше пријавено од моја страна, инспектор, полицијата, тугај се преземаа мерки. Единствено, јас можам, да речеме, утре пак да проследам една информација до институциите. Ако имате вие конкретно некој обештетување, можем да посочим што и како треба да направите. Не, јас напуштих ја, не, сега мислам да дадех ја на еден барчет, да, за треба да дам такова, ама кажа и пожели се оно ти му било уништено. Допитаа се до мене, викам јас шо, до моја страна или не там како совет, јас ќе разговарам со граѓаните, да видиме да се, ако има проблем, ако се продолжи со проблемот, треба се тера чере, не може луѓето да се го напуштат имот поради стока од друго село. И мислам некој треба да сноси одговорност да работи. Тоа ми беше не. Другите прашања? Со тоа е исцрпен дневниот ред за денес. Благодарам на присуство.